Семејните компании немаат стратегија за раст и развој на бизнисите, ниту доволно знаење и вештини за менеджирање со бизнисот. Представниците на семејните бизниси во Македонија имаат потреба од совладување на алатки и механизми за работење и менеджирање на клучни прашања, поврзани со семејниот бизнис, познавање и вештини за креирање и имплементација на реално стварлива стратегија за раст на семејниот бизнис, како и алатки и механизми за носење на одлуки со компромис. Ова се клучните сознанија од истражувањето кој во периодот мај-јуни 2017 година го спроведува Националниот младенски совет на Македонија и ЦФ Македонија. Најмногу од испитаниците или 85% се од втора генерација на наследници и најголемиот дел од нив изјавија дека им требаат вештини за деловна стратегија, ефективна комуникација и донесување на одлуки со консензус во врска со клучни прашања за семејниот бизнис. Истражувањето потврди дека околу 74% од бизнисите се мали и средни предпријатија, околу 3% се повеќе од со стоп вработени, што ни кажува дека семејните бизниси на повеќе се од микро и мала големина, изјавува Наташа Чавдаровска, истражувач на проблемот од Националниот младенски совет и дискутантите на презентацијата. Кажа дека е потребно да се дефинираат семејните бизниси во законите, да се формира посебно тело кој ќе работи на поддршка на семејни бизниси и програми кои ќе ги стимулираат семејните бизниси да се развиваат и понатаму. Истражувањето опфати семејни бизниси од 8 плански региони во земјава.